ова фраза "поинаку не можем" е позната фраза на Мартин Лутер, која има така специфичен животен пат во заштитата на реформацијата во Германија, уникатен, за разлика од другите реформатори. Тој е принуден на многу нивоа да ја брани доктрината за спасение по благодат. Непосредно откако ги објавува тезите, е повикан во рамките на неговиот монашки орден во Хајделберг, за да во Августинскиот орден, за таму, нели, да ја заштити доктрината која тој проповеда, со цел не да биде притиснат да се откаже. Откако не успеваат да го убедат, спорот оди на повисоко ниво. Веќе уште истата 18 година во Аугсбург е повикан висок представник на папата, кардинал Каетан, кој исто така врши притисок за да биде убеден во неправилноста на неговото учење. Меѓутоа тој таму се повикува на црквата како авторитет, тоест го отфрла тој папски авторитет, поради што 3 години подоцна во Вормс се организира еден голем собир, може да кажеме државен собир, во Сакската губернија, каде што тој служи. И тоа е пред едно високо и духовно и политичко тело, каде што има највисоки представници и на германскиот император Карл V и во негово присуство, највисоки представници на католичката црква, е повикан, тоа се притиснат да се откаже од своето учење. Даден му е рок од 24 часа и следниот ден, после цела вечерна молитва, застанува пред своите книги, кои му се таму нели покажани, од кои треба да се откаже, и пред највисоката црковна и духовна власт вели: не можам против Словото, не можам против мојата совест, поинаку не можам, Господ да ми на помош, и така останува на своето верување, што е навистина еден многу храбар потек, смел потек кој покажува една сигурност во верата, за да се спротивставиш на невисоките авторитети и да устоиш во вистината. Зошто почнувам со ваков увод? Зашто ова што го прочитавме, Филип што ни го прочита, вториот дел од 9-та глава од Евангелието според Јован, ни дава пример за сличен човек. Човек кој не помалку, на кого не му требаше исто така малку помалку смелост, многу смелост требаше, зашто тој беше исправен пред невисоките авторитети и политички, духовни во Ерусалим. Беше притискан да се откаже од неговото сведоштво и покажа голема вера. Тоест, неговото сведоштво или неговата реакција слична како на Лутер. Поинаку не можам. Без слеп сега гледам. Поинаку не можам да кажам. Како да ке излажам ако речем дека без слеп и уште сум слеп. Тој ми излекува. Така да во овој текст, за разлика од првиот дел, првите 7 стиха, што ги разгледавме минатиот пат, и кои некако поттикнуваат на сочувство, зашто не запознаваат со човек кој е роден како слеп, цел живот го поминал во слепило, во темнина, просејки. Сега во вториот дел откриваме еден поинаков човек, откриваме остроумен човек, смел човек, човек кој знае да даде многу добри одговори, иако неговото слепило предпоставува дека бил лишен од можност за образование, бил лишен од можност да влегува во храмот, во синагогата да се учи. И сепак покажува мудрост, гледа подобро, отколку што гледа оние што сметаат дека гледаат фарисеите. Навистина смел човек. И ако во првиот дел, првите 7 стиха, така предизвикуваат сочувство, во втор дел предизвикува во нас восхит. Човек кој што има вистинско, искрено сведоштво за Христос и држи на тоа сведоштво. И оно што исто така ќе го видиме во овој втор дел е тој процес низ кој што помина човекот на утврдување или, така да кажем, продлабочување на верата. Кај дека тој од едно сознание за Христос како за некој
Човек кој го излекува, потоа поминува на она повисоко ниво, тоа е пророк, ќе каже, за на крајот да падне и да се поклони како пред Божествениот Спасител, како пред Божиот Син. Така тоа се некои од основните нешта кои ќе ги видиме. Ајдем како почнува се овој втор дел, откако човекот е веќе излекуван. И не поведува втор дел Јован со тоа оној што порано беше слеп. Го гледале како слеп, го прашуваат сега кој е тој. Сеќавате првите 7 стиха, Христос направи со плунката од земјата кал, му ги намачка очите и човекот и го прати всушност до Силоамската бања да се измие. И тој се изми и кога се врати Христос веќе го немаше. Не знаеме каде е Христос. Христос го остава човекот. И оние што го познаваат, соседите, човекот бил познат во Ерусалим. Дури и учениците на Христос, кои се од Галилеја, знаат дека тоа од раѓање е слеп. Позната личност. Сите го знае. И се јавува сега една дилема, че тој ли е, зашто свикнати се луѓето да го гледаат слеп, а сега доаѓа пред нив и гледа. За прв пат ги разпозна, може би по гласовите почнал да ги разпозна, ти си Јаков, ти си тој тогаш, ми даде пари или пак ме шутна некој другиот. И луѓето се изненадени, си велат, чекај сега, да не е некој друг што многу личи на него. И ние многу пати знаеме така да си поставяме прашање, тој ли е или некој друг, или ми личи многу, зашто секој од нас има некој кој многу личи на нас. Исто така сигурно и погледот му се сменил. Едно е лицето на слеп човек, друго е лицето на човек што гледа. Слепите луѓе имаат или побелени очи, празен поглед, додека веќе погледот му е полн, лицето му е живо, има изрази на лицето. Лицата на слепите луѓе немаат реакции, зашто очите се оние кои што, очите се лицето на лицето. Очите примаат и очите предизвикуваат кај нас од она што ќе видиме реакции. Така веќе не го отлике поинаку. И затоа луѓето се прашуваат, кој е истиот ли? А пак им вели, јас сум, нели ме познавате? И може би почнал некој разговор, ти си тој почнува да ги разпознава веќе и како личности. И тогаш, кога го прашуваат, нели, тој ли е, кога тој нели го потврдува идентитетот, го прашуваат, добро, што се случи? Нели беше слеп, да знаеме слеп. И човекот раскажува. Еден човек не го познава Христос. Тој немал можност да го види лицето на Христос се уште. Зашто откако ќе се изме од бањата, ќе му се врати видот, веќе не може да го најде Исус. И затоа не знае ни кој е тој што го излекол. Еден човек. И објаснува како се случило. Зеде кал, ми ги намачка очите, ми рече да се измијам во бањата и еве, гледам. Но многу искрено сведоштво. Тоа што се случи, го кажува. Едноставно сведоштво. Знаете ли, денес христијаните се свикнати да слушат многу така мистични, спиритуалистични сведоштва. Голема работа се случи овдека. Слеп човек прогледа. И тој каже, ми стави кал, се измив и гледам. Денеска сведоштвата се така многу нашминкани и дојде Светиот Дух, една топлина во срцето, па треснав од земјата. И така и се случуваат многу такви работи. И кога ги слушаш, те фај така некаква вина, ама и мене не ми се случило тоа сега. Веројатно нешто не е во ред со мене. Човек си го... тоа вистина факт. Христос направи нешто. Имаше дејство. Тоа е. Промената. Се променив. Не гледав, сега гледам. Конкретен резултат. Меѓутоа, што овдека сега боде во очи? Тоа што исцелението се случува со кал, нешто што според фарисејските
прописи е забрането да се прави во саботен ден. Забрането е да се прави тесто за леп. Забрането е да се прави кал. Тие се фарисејските правила. И луѓето веќе им станува нешто сомнително. И што ќе прават? Ќе го однесеме кај фарисеите. Треба они да видат. Веројатно во синагогата го носат и кога го одведоа кај фарисеите, и Јован тука сега наведува дека беше сабота. Јован кој инако не е многу така прецизен, него не го интересираат деталите, ситниците. Овдека ја наведува таа наведом ситница, не е ситница. Многу важно е тоа што е сабота. Минатата недела, нели, кога зборев околу значењето на калта, тоа дејство на Христос, и кажев некој од толкувањата, вообичаените, и после службата Тони вика, а во очекував нешто да кажеш така бомбастично, некој толкување. Јован не ни дава бомбастично толкување, но ни кажува дека било сабота. Христос знаеше дека е сабота. Христос знаеше дека според фарисејските правила е забрането тоа дејство во саботен ден. И Христос го направи тоа во саботен ден. И откако го направи тоа во саботен ден, го остави човекот сам. Исчезна, го снема. Го турна буквално човекот во голема белја. Ке видиме ние каква голема белја. Да, му го врати видот, меѓутоа голем проблем му создаде. Нешто слично се случи во 5-та глава. Кога беше пак саботен ден, голем празник, многу народ во Ерусалим, Христос излекува човек кој одел цел живот во бањата Витезда, за да чека момент за исцеление. Христос го излекува, му рече стани, земи се постелката и оди. А беше саботен ден. Тоест му каже да направи нешто што пак ги крши фарисејските правила. И човекот се взе да постелката да оди во град полн со поклоници во саботен дел. Тоест, веднаш уште на 5-та секунда тој ќе биде забележан. Тоа е исто како да влезеш во синагога со крст голем. Одма сите ќе те забележат. Тоа му каже Христос да го направи. Добро да е, толку ли вредела таа постелка? Што не му каже, остаја постелката, оди сега, здрав си, ќе си купиш друга, ќе си најдеш друга постелка. Не, Христос тоа не смета дека Христос не е провокатор. Не е провокатор. Христос, меѓутоа, Христос го постави овој човек, слепородениот, во една многу деликатна ситуација. Пред фарисеите ќе ја видиме ние таа ситуација. Знаете што да покаже? Дека тој човек гледа појасно од фарисеите. Буквално го турна во една дебата, во каква што се наоѓаше честопати Лутер, пред високи авторитети, за да го дава сведоштвото на Христос. И на крајот Христос да каже, дојдов за суд. Тоест, тие што не гледаат да прогледат, тие што гледаат да останат слепи. Ајде да видиме, значи, сабота, тоа е важно. Во саботен ден Христос направи нешто, а Христос можеше да му каже, гледајќи прогледаше. Направи нешто кое цело време ќе се повторува сега во текстот од тука натаму. Прв пат го кажа пред луѓето кои се прашуваа ово или нели. Сега пред фарисеите доаѓа. И пак, фарисеи, кажи сега како се случи тоа? Па зеде, калми ги намачи очите и ме прати во бањата и сега гледам. Да. Тоа е начинот. Со други зборови, тој вели, овој човек ги наруши вашите правила за саботата, ама јас сега гледам. Тоа е тоа. Вашата доктрина ја прекрши. И од тука натаму почнува еден процес, инквизиција. Ова е типичен пример на инквизиција. Зборот инквизиција значи распит, сослушување. И тие организираат сега неколку вид, на неколку нивоа инквизиција сослушување. Прво, или него го сослушуваат. И веднаш реакцијата е, овој човек не е од Бога. Штом тој не уважува саботата, штом ги наруши правилата, тој човек не е
od Bog. I ova dejstvo не е действо от Бог. И овој слепородениот што е излекуван, не е излекуван од Бог. Не е излекуван од Божи човек и затоа треба да се покае и таму пред сите да каже, пред целиот Синедрион или пред целата група на фарисеи, не го признавам овој. Се откажувам од овој. Тоа е целта на распитот. Како може да грешен човек да прави такви човек? Некои пак велат, ама ако не е од Бог, не може такво действие напред, зашто пак сигурно се повикувале на Стариот Завет, на Словото на Бог. И вели се случи, се појави, како се пише во зборот беше, схизма или расправија. Схизма значи всушност раздор, подолба. Изборот е схизма, не е шизма. Да, С и Х-то на Запад го читат како Ш, меѓуто оригиналниот збор е схизма. Зашто шизма како шизофренија малку звучи. Схизма. И тие што учествуваат во схизмата се схизматици, не шизофреници. Да. И во теологијата зборот схизма почнува да се користи секогаш кога има спор, дебата околу доктрини, кога ќе се разделат луѓе околу некоја доктрина. И тогаш имаме схизматици, поделба околу доктрина. И денес има многу схизматици, многу схизми во црквите. Кој е методот кој го користи едната група, кој сигурно била доминантната, кој вела това не е од Бог? Користат метод на силогизам. Силогизмот е дедуктивен пристап за извлекување на заклучок од најмалку две или обично две премиси, предпоставки. Пример за силогизам е колата е машина. Машините, сите машини се расипуваат, тоа значи дека секоја кола ќе се расипа и заклучокот на крајот е не купувајте кола зашто ќе се расипа. Тоа е пример за силогизам. Или друг пример за силогизам. Мартин Лутер е добар христијанин, и јас го следам, или Мартин Лутер, и јас сум добар христијанин. Или ајде да не кажеме, не, може некоја друга личност. Тоа се силогизми. Или, ајде да не одам понатаму, во црквата во која што има еден пастор станува папа, во црквата Добар вест има пастор, Мите Гошев е папа. Тоа е силогизам. Да, сето тоа се силогизми. Кој е силогизмот на овие луѓе? Во сабота не треба да се прави кал. Секој што прави кал во сабота не е од Бог. Овој не е од Бог. Тоа е силогизмот. Тоа е пристапот кој го применуваат и се граде на нивното толкување за саботата. Другите пак, и верувам дека тука биле припадници како Никодим, Јосиф од Ариматеја, зашто и тие биле дел од фарисејството во Ерусалим, применуваат друг пристап, кој повеќе се заснова на Словото, така да кажеме. И велат, вакво чудо, не може да направи некој ако не е од Бог. Зашто тоа не се гради на некаква доктрина, на разбиране за саботата, туку на Словото. Сеќавате кога на почетокот уште кога прв пат Христос отиде во Ерусалим и една вечер дојде Никодим и уште самата средба му рече: Рави, знаеме дека ти си учител дојден од Бог. Зошто? Никој не може да ги прави овие знаци што ги правиш ти. Значи, на што се гради сега овој пристап? На животот, на постапките, на делата. И велат, ова што го говори, ова што го прави, одговара на она што Бог го утврдил по Стариот Завет.
И така имаме еден пристап кој е на некаква доктрина изградена од фарисеите, а другиот пристап е на проценка на неговиот живот, делата, она што го прави. Знаете, многу, за жал, и ние честопати и така сме скроени, веројатно, во нашата грешна природа, силогистички пристапуваме и ги цениме луѓето во црква. Не според делата, не според животот, не според службата, туку според доктрината. Дали е според мојата доктрина? Тоа е, јас ја имам таа доктрина, тоа е најдобрата доктрина, таа доктрина прави најдобар христијанин, тој има таа доктрина, тој е добар христијанин. Другиот пристап е, јас го гледам животот, посветеноста, во службата, во верата, во животот со Господ, обштението. Тие се ради. Едниот е силогистички, а другиот се гради на вистини. На вистини. Не на предпоставки. И така, за да го решат пак, нели, овој спор, кога веќе се поделила групата од фарисеите, пак се враќат кај овој човек и да го прашат него, сега ти шо ќе кажеш? За да вршат притисок врз него. Кој е твоето мислење за тој човек? И човекот одговара, иако прво рече еден човек, сега го дефинира. Ели, тој е пророк. Со други збори, тој е Божи човек. Колку и да бил неук во теологијата, тој сигурно чул за Мојсей, сигурно чул за Илија, за Елисеј, што правеле. И од тоа што тој го има, како искуство сега со Христос си вели, тој како некој како тие. Не може да го направи тоа ако не е како нив. И зато вели Божи пророке. И тука гледаме, нели, оној чекор, првиот чекор. Знаеш, како што дознава повеќе за Господ, иако рече прво човеке, пред оние што беа околу него како соседи, пријатели, сега пред фарисеите или пророки. Секој нареден чекор, како што се откровението збогатува, продлабочува, тој напредува во својата вера, во своето разбирање. На таквата реакција на човекот, фарисеите пак одат на методот да го компрометират чудото. Тоест да го елиминират чудото како чудо. Фала. Јас имам тука. Фала. Значи да го елиминират чудото како чудо и затоа ги повикуваат родителите. Родителите на човекот. Да. Ги прашуваат родителите тие да потврдат дали навистина овој се родил како слеп. Не верувам дека фарисеите не го познавале. Меѓутоа, тие дополнителен притисок вршат сега на целата фамилија. И тоа е сериозен притисок. Одговорот на родителите е, ама тој, да, слеп беше. А веќе во теолошките работи ние не влегуваме како се случило тоа. Беше слеп, сега гледа. А дали тоа е резултат на демон, на Божи човек, на луд, или како фарисеите го нарекуваат Господ Исус, ние не навлекуваме. Тој е доволно голем, не го прашајте. И така овој одговор е многу искрен, или многу така чесен. Меѓутоа Јован додава дека тие тој одговор го дадоа, таков одговор дадоа, зашто се плашеа. Се плашеа дека ќе бидат исфрлени од синагогата. Зашто фарисеите веќе, и тука објаснува Јован, веќе беа донеле за решение некакво. Кој ќе го прифати Христос, ќе биде исфрлен од синагогата. И некој се каже голема работа. И голема работа е во тоа време. Зашто не е како денес. Денес некој ако биде исфрлен од една црква, ќе оди во друга црква, потоа може да проповеда таму. В древноста не било така. Ако некој е исфрлен од синагогата, тој е исфрлен од општеството. Тој станува изгнаник не само духовен и социјален. Кога тој е исфрлен од синагогата, тој е прогласен за еретик.
Таквиот човек не може веќе да најде работа. Ако е трговец, никој нема да соработува со него и веќе тој станува, тој економски притисок почнува да добива. Тоест, последиците се и духовни, и социјални, и економски. И фарисеите под таков притисок сега го постават целото семејство, целата фамилија на човекот. Сериозен притисок е тоа. И гледаме дека под тој притисок фамилијата не издржува. Плашејќи се да не бидат избркани, нивниот одговор е многу така политички, дипломатски. Со него не е тоа наша работа. Со него занимавајте се. И ова е можеби така најжестокиот дел од сето тоа, зашто знаете ли, овој човек кој бил слеп цел живот, во еден момент ја губи поддршката од неговите родители. И неговите родители не застануваат да го заштитат. Знаете, тоа останува сам. А истиот ризик, сега кога веќе најпосле прогледал и може да стане член на синагогата, тоа е сега пред опасност да загуби таа можност, ако не се откаже од Исус. Да. Знаете ли каква голема привилегија? До тој момент тој ги немал граѓанските права, бидејќи не смеев да влегува како со некаква мани инвалидитет, не смее да биде дел од богослужбата. Цел живот му е скратена таа служба, таа привилегија. И сега кога е излекуван и му се отвора можноста, пак беля. Да биде од фарисеите со заповед исфрлен. Неговите родители го напуштаат. И навистина ова е еден так жесток дел од поглавијето. И кога се наоѓа во таков момент сега, притиснат, фарисеите извршуваат навистина сериозен притисок. Повторно го повикаа слепиот човек. И пак и сега му велат, прослави го Бог. Ние знаеме дека овој човек е грешен. Сега кога остана сам, кога сите те напуштија, сега е моментот. И ти да кажеш дека овој човек е грешен, зашто ние го кажуваме тоа. Ние како фарисеи. Тоест, му велат, ти треба да се согласиш со нашето мислење. Ние мислиме дека е грешен и ти треба да го прифатиш тоа. Инаку, ќе бидеш отврлен, ќе бидеш казнат. Тоа е тој момент на притисок. Човекот од тој момент не го видел Христос, нели? И одговара со зборовите, јас не знам дали е грешен, зашто не го познава Христос. Не можем јас да навлезам во теологија, како што ви сте учени. Не. Но едно знам, и пак повторува. Бев слеп, а сега гледам. Јас тоа го тврдам. Тоа вели, јас ви давам аргумент. На фактите јас стојам. Вие стоите на вашите учења, а јас стојам на еден конкретен факт овдека. Доказ. Имам доказ, факти. Не предпоставки. Конкретен факт. Да, е како што научниците велат, ние бараме факти. И ти му велиш, еве факт. Бев таков, поверував во Христос и сега сум друг. Има факт на промена. Бев слеп, прогледав. И во таквите ситуации реакцијата е враќање на почетната состојба, на нултата состојба. И они пак го враќаат. Добро, кажи ни како се случи тоа. Не е прашањето дали беше слеп, а гледаш туку како се случи тоа. Фарисеите уживаат да го слушат тој момент да биде повторуван, тоест слепородениот кој беше излекуван, да го повторува чинот на нарушување на правилото. И така не, да се почувства незгодно. Тоест, да повторува како Христос грешил, направил грев. Тоа е идеја. И до тој момент слепородениот е така трпелив, соработува во сослушувањето. И сега
одговара саркастично, како да го губи трпението. И вели, да не сакате, може би и вие да му станете ученици. Јас ви реков, не чувте. Зошто пак сакате да чуете? Да не сакате ви. Сега ова кај нас е преведено во прашална форма, и сега во оригиналните текстови древни немало прашалници, немало знаци за интерпункција. Ова е дадено во една, овдека користи риторика човекот, значи покажува оструме овој човек. Не е така неписмен, не е прост. Неговата риторика е во насока. Вие како да сакате, како да имате желба вие да станете негови ученици, ама нешто ви треба да се уверите. И тука има цинизам. Тоест, ви треба, сакате вие да поверувате, сакате вие да станете ученици. И тоа е големата навреда. Овој сарказам на човекот го погодува егото на фарисеите. И затоа тие одговараат, тука пишува со укор, меѓутоа оригиналниот збор тука значи го проколнаа, така, го навредија, навредливо. Му велат, ти си негов ученик. Тоест, ти си демон, како што е тој. Ти си исполнет со зол дух, како што е тој. Ти си луд, како што е тој. Сите тие работи ги пренесуваат и врз него како што беа пренесени врз Господ Исус. Тоа е идејата на фарисеите. А ние пак, ние сме ученици на Мојсей. Тоа е големата разлика овдека. И ние знаеме дека со Мојсей говорел Бог. А овој, не го ни знаеме од каде е. Ние го знаеме нашето потекло. Ти не си го знаеш твоето. Ти припагаш на некој си таму, никој не го знае. И се тука се многу во право и многу не во право. И многу лажат и многу го говорат вистината. Прво, лажат зашто знае дека Христос е од Галилеја и тие една глава порано рекла, од Галилеја не може да дојде Месијата. Од друга страна пак тие навистина знаат од каде, зашто Христос им велеше, јас од горе доаѓам. Јас сум од Бог. Јас не сум родан, јас доаѓам. Како и да е, на ваквата реакција, на ваквата укор или понижување што му го упатуваат на човекот, слепородениот, тој одговара и им вели. И овдека е, ова е многу риторички говор. Може да кажеме филозофски од страна. Применува принципи филозофски, методика, еден индукција прави, која е целосно спротивна на фарисејската. Тоест, антисилогистички делува на нивниот силогизам. Прво кажува, и ова е големо чудо. Прво, се случи едно чудо, слеп човек беше излекуван. Меѓутоа, ова е сега второто чудо во целата оваа ситуација. А кој е второто големо чудо? Вие што толку многу знаете, вие кои сте толку многу учени, вие кои го познавате Стариот Завет, кои седите на престолот на Мојсей, не може да го оцените овој човек кој е. Ова е уште поголемо чудо од тоа што мене ми се случи. И откако го кажува тоа, таа голем абсурд, тука се срека, ова е голем абсурд во вашите одговори. И сега почнува да применува еден многу индуктивен метод на стигнување до заклучок. Прво им вели, знаеме дека Бог не слуша грешници. И тоа не е од вашето учење. Стариот Завет Словото не открива дека Бог не слуша грешници. И тоа е првата вистина, не премиса, вистина. Првата вистина. Втората вистина. Оно што го почитува Бог и исполнува неговата воля, него Бог го слуша. И сега доаѓа до третата, која е врзана со Божјото дејство. Дали ова дејство е од Бог или е од некој друг?
Третата вистина која е старозаветна. Откако е веков, не се чуло некој да отворил очи на слепороден. И ако тој не беше од Бог, некој можеше да го направи тоа. С други зборови, Стариот Завет ни потврдува дека вид на слеп човек може да врати само Бог. Стариот Завет потврдува дека тоа е знак за Месијата. Стариот знак вели дека не слуша Бог грешни, дека Бог ги почитува и ги слуша оние што се негови. И овој сега, конкретно овој знак, што говори. И на крајот, кој е заклучокот? Овој човек е од Бог. Не може да не биде од Бог. И тука немаме предпоставки. Сите вистини кои ги изнесе човекот се од Стариот Завет. Се темелот на Словото. Не на равински учења, не на Талмудот, на Библијата. И на таквата риторика на човекот, фарисеите прибегнуваат на личен напад. Не му одговараат. Току велат, го напагаат ад хоминем. Ти нас ке не учиш, гледај, погледни се каков си. Целиот си во греови. И го избркуваат, го истеруваат надвор. Тоест, го бркат од синагогата. Тој веќе не може да биде дел од синагогата. Еден од најголемите греови или еден од најголемите удари на суетата на еден фарисеј или равен во древноста е кога некој ќе го учи равинот. Тоа е најголемата навреда. Слепородениот е во ситуација да ги учи фарисеите. Тоа е голема навреда. Но кој го стави во таква ситуација? Христос го стави. Знаете, сето ова се случува за да се покаже дека овој човек гледа подобро од фарисеите. Познава подобро од фарисеите. Има поправилна представа за Христос од учените, подковани теолози во тоа време фарисеи. И тоа Христос го покаже. Се што говореше во 8 глава за светлината на светот и 7 глава. Не лековме дека има контраст. Дека ова во 8 глава, во 9 е врзано со 7 и 8. На пракса гледаме како Христос се јавува како светлината на светот, која фарисеите отврлаат. И дава вид на тој човек. Го избркаа надвор. Знаете, овој човек се најде сам надвор. Сам. Дори родителите не дојдат да го пречекат. Зашто тоа ќе значи дека се поистоветуваат со него. А ќе се вратиме сега на Лутер малку, после дебатата во Вормс, соборот во Вормс. Меѓу другото, Лутер имал многу поддржувачи. И кога тој излегува од таа градска, как се ка, сала за состаноци, кај што била дебатата, кога излегува надвор, го пречекуваат многу луѓе со аплаузи. И еден пишува така, нели? Сигурно не е легенда, запис има, дека еден германски војвода сакски му дал сребрена кригла со пиво, која Лутер со задоволство испил. И потоа, знаете, се случува она киднапирање, исценирано киднапирање. Меѓутоа, кога човекот излегува овдека, никој не го пречекува. Може да представите во каква ситуација се. Тој загуби многу. Ги загуби родителите, пријателите, можноста да биде во синагогата. Загуби социјална позиција. Многу загуби. Но се она што... Меѓутоа го загуби слепилото. И се она што го загуби, ја загуби синагогата која беше полна со слепци. Што ќе му е таа синагога на крајот на криштата? Што ќе му се тие родители што немаат смелост да застанат покрај него? И во таква ситуација, сега доаѓа тој, Јован го пишува тоа така многу драматично. Во таква ситуација кога тоа останал сам, Христос разбра, чу дека тој човек е избркан од синагогата, како да не знаеше дека тоа ќе се случи. Тој случајно така разбра. Не, сето тоа е исценира. Мисли дека Христос не знаеше што се случува. Нели Христос знае се? Тој е Бог. Кога се случи сето тоа, доаѓа Христос, кога тоа е сам и нема никој, кога е напуштен.
Следната глава, 10-та глава, темата тамо е јас сум пастирот. Јас сум добриот пастир. Јас сум добриот пастир кој се грижи за своите овци. Лажните, крадците, разбойниците кои скокаат преко градата, доаѓаат да украдат, доаѓаат да измамат. Јас сум добриот пастир. И тука доаѓа Христос како добриот пастир кај човекот. Знаеш, ова контекстот на 8, 7 и 8 глава и 9-та, нели? Можеме да го препознаеме во 27-миот псалм, кој почнува со стихот Господ е моја светлина и моје спасение, од кого да се плашам. И понатамо, подолу, во 10-тиот стих вели, ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прибере. Зошто? Зашто Господ е мојата светлина. Тој постојано е со мене. Знаете, Господ дозволува искушенија и такви ситуации. Да останеме сами. Тој буквално остана целосно изолиран од сите. Зошто? За да се покаже неговата грижа. Дека тој не ги остава сами. И кога некој мисли дека веќе останал сам, сите го напуштиле, Господ е овдека. Добриот пастир. И кога останува сам, му доаѓа човекот не знае дека ова Христос. Не го видел на го, од прв пат го гледа сега на голото лице. Веројатно по гласот го познава. И му вели Христос, веруваш ли ти во Синот Божи? А во оригиналниот текст тука е додадено тоа ти, кој обично не се користи, веруваш. И во нашиот јазик ваквите заменки, ти показни, не се користат, зашто граматиката предпоставува дека се работи за. Кога веќе имаш веруваш ли, така, и тоа ти не е необходно. Во древноста поставно се изфрлувале со што штеделе мастило и хартија и папирус. Меѓутоа овде е додадено. Остај ги сите други. Остај ги фарисеите, остај ги твоите, остај ги сите. Ти тука си го праш. Ти веруваш ли во Синот Божи? Кој тука тој е момент на личната вера. Не се важни другите. Не се важни што ќе кажат во твое име некои други. Ти си го прашај. Веруваш ли? Знаете, човекот од почетокот, од целата 9 глава, постојано потврдува својата вера, со тоа што таа е во различни контексти. Кога Христос му рече, оди изми се во бањата, тој со вера отиде. Зашто беше невообичаено доди таму да се бања. Не беше логично, но отиде. Потоа во одговорите, кога беше притискан од пријателите, од соседите, од родителите дори, од фарисеите, тој со вера одговараш. Тој е пророк, тој го напред, тоа гледам сега, бев слеп и така натаму. Но сега доаѓа моментот кога вели, и тоа е веќе кулминацијата, клучниот момент. Христос тука доаѓа да се продлабочи она вистинската вера за спасение. Зашто до тој момент човекот искуси само физичко исцеление, но се врати физичкиот вид, меѓутоа требаш да биде духовно излекуван и да биде избавен од духовната темнина. И Христос го повикува во таа вера за спасение, за вечен живот, да добие духовна светлина. И затоа го прашува, веруваш ли ти? И човекот, кој не знае кој е Христос, му вели, ти, кој е Господи, па да поверувам во него. И неговото прашање овдека е не толку реторичко, колку вистинско, суштинско е. Знаете, со други зборови, слепородениот вели, ова беше значи поминавме една голема конфузија. Каша попара. Најголемите теолози не знаат кој си ти. Најголемите теолози покажаат целосно незнаење. Ако има некој што знае, тоа си ти. Ти можеш да ми кажеш. Знаете, покажува бар од него, покажи ми кој е тој. Ке поверувам. Стигнува до еден момент во кој што за тој човек, кога веќе напушна од сите, овој доаѓа кај еден испрлен. Христос доаѓа кај него.
Со други зборови, не се плаши, тој како него сега, отпадник е од општеството, од синагогата, од сите. Ние сме сега, јас и ти на иста страна. Кажи ми. И Христос вели, еве ме, јас сум. Во тој момент, човекот паѓа, се поклонува, вели, верувам. И се поклонува. Таа е таа вистинска вера. Во ова Евангелие веќе се говореше за поклонение, само од Христос со Самарјанката кога разговараше во 4 глава, таму спомна дека само Бог прима поклонение, само тој е достоен. И овде човекот се поклонува, зашто се покажува и божественоста на Христос. Тоа објавен како светлина. И знаете, фарисеите се тука, ја гледат таа сцена. Како човекот се поклонува пред Христос, како пред Бог. И додека ја гледат тие таа сцена, Исус им вели, јас за суд дојдов во овој свет, за да прогледаат слепите, а они што гледаат да станат слепи. И ова како да е контрадикторно со 3 глава 70 стих, зашто вели Синот човечки не дојде да го суди светот, но светот да биде избавен преку него. А сега вели јас дојдов за суд. Не, воопшто нема контрадикторност, зашто Христос дојде да го направи тоа јасно разграничување. Кога ќе се осветли со светлината, донесе разграничување. А таа поделба ја прават реакциите. Да тоа е светлината, но светлината предизвикува различни реакции. Како и ова светлина сончева. Таа е неопходна за фотосинтезата на растенијата, дрвјата. Меѓутоа има растенија кои живеат кои екзистираат во пештери. Мувлата, ако ставиш, мувлата не е растение, меѓутоа има такви кои живеат во сенка. Печурки, кои барат темна просторија. Ако излезат на сонце, ќе се исушат. Има животни такви, кои живеат под камења, во темно. Слепите мишови или љаците. Така и Христовата светлина ги огрева едни, за да прогледат, а други се заслепуваат. Како што беа овие фарисеи. И вели, оние кои што гледат, или мислат дека гледат фарисеите, тие да останат слепи. И тогаш тие сватија дека за нив зборува. Што ние слепили сме, велат. И Христос им вели, да бевте слепи, немаше да има грев. А сега велите дека гледате и затоа гревот ви останува. Со други зборови, вие сте точно тие што сметате дека гледате. И бидејќи сметате дека гледате, ви останувате во слепило, бидејќи не доаѓате да признаете дека сте слепи и јас да ви го вратам видот и преку верата во мене да бидете спасени, вие ќе останете и казната ќе остане. Зашто вие го знаете Словото, ги знаете сите тие работи. Еве, слушнавте сведоштво од човек, овој човек ви одржа проповед, ви даде аргументи кои се неспорни, ви ги отврливте. Зошто? Зашто за човек кој не сака да ја прими реалноста, она што најмногу го збунува е вистината. Не сакате да ја примите. Вашата самоправедност, вашата гордост, држењето на вашето човечкото прави слепи. И сега тука одиме кон тој крај. Христос доаѓа да го осветли човекот, зашто сите сме во духовна темнина, сите сме во робството на гревот, сите сме слепи во нашите духовни очи. Гревот не заслепува. Христос доаѓа со неговото слово да не ослободи од тоа слепило, да ни даде духовно гледање, да дојдеме кај Него, да паднеме пред Него, како пред Божиот Син, Спасител, да бидеме ослободени од тоа слепило, за вечен живот. Без разлика што говори светот, без разлика на аргументите на светот. Христос е вистината, тој е животот, тој е вратата до Божиото царство, ќе каже во следната глава. Христос со своето слово осветлува, поттикнува во срцата на луѓето. Одговорноста на човекот е да поверува и да каже, Господи, еве ме. Да падне во покаяние пред Него, да поверува во Него како Спасител. Да има живот како овој сведоштво,
Бев слеп, прогледав. Бев грешен, сега сум праведен. Вршев лоши дела, сега во мојот живот се делата на љубовта, делата на Светиот Дух. Сега го имам Христовиот живот. Полн со светост и правда. И не само знаење како знаење. Еден од големите проблеми на фарисејското слепило е токму тоа. Во многото знаење, кога доаѓа светлината на Христос, таа дејства како на зеницата на окото. Светлината ја стеснува. Така има многу луѓе кои во знаењето кои го имаат, им се открива Христовата светлина и тие стеснуваат, зашто не сакат да ја прифатат. Ја сакат таа човечка теологија што се изградиле. Може да е на просперитет. Сакат да слушат лажни овчари, кои се дојдени да ги крадат, да ги мамат, да ги галат нивните уши, да им го кажуваат она што нивните срца грешни сакат да го слушат. Им нудат учене кои ги задоволват нивните телесни страсти. И доаѓа светлината на Христос и они се ги затвараат своите зеници. Зашто така дејства за нив Христовото Слово? Зашто повеќе го сакаат она што луѓето им го нудат во своји човечки учења. И за жал, црквите се полни со такви учители и такви христијани, кои, иако го имат Словото, остануваат во темнина. Во темнината на човечките манипулативни учења. Мотивации, психологии, задоволување на човечкото. А нема Христовата светлина. Зато да внимаваме. И гревот останува, вели. Многу светлина се фрла, никакви одговори. Зашто она другото ги влече. Светското, телесното. Такви беа и фарисеите. Христос им кажува многу јасно. Вие сте сребролюбци. Вие сакате на првите места. Вие сакате богатства. Вие сакате да ви угодуваат. Вас не ви е важно духовната светлина. Вам ви се важни задоволствата на телото. Дојде светлината и тие се сокрија подлабоко во темнината. Зато да внимаваме. Да внимаваме од ове предупредување на крајот што го дава Христос. Не. Ако не знаевме, немаше да имаме грев. Знаеме. Зато треба да одговориме на тоа знаење. Во послушност и покорност. Светлината да не ослободува. Вистината да не води. Зашто кој ќе ја спознае вистината, вистината ќе го ослободи. Ќе биде огреан, ќе биде осветен, нема да е повеќе во темнина. Па тоа е. Да се молиме. Ајде. Татко Небесен, навистина е голем тој благослов да можеме да кажеме дека сме биле слепи, но сега гледаме. Дека бевме изгубени, а сега сме најдени. И во таа светена во која што живееме, и во тоа знаење што го имаме, пак го имаме тоа сознание дека сето тоа знаење само еден мал зрак од сето она што доаѓа, што ќе се открие во новото небо и новата земја. Ни ова видлива вселена не сме истражиле. И нашето знаење е само прашинка за таа огромна вселена. Така нашето знаење пред тебе, за тебе е само една прашинка. Но доволно за да те славиме, да те фалиме и да живееме посветено за тебе. И да копнееме, да учиме се повеќе и повеќе за твојата величина. Зато ти благодариме, што ти не донесе по твојата благодат во светлината, не направи твои синови и керки во твоето семејство, ти не внесе во твоето стадо да бидеме дел од она стадо каде што ти си пастир. Ни даде славен живот и сега и за целата вечност. И сето тоа само еден предвкус на она што следи. Го очекуваме, Господи, со надеж она што доаѓа. И очекувајќи го, дај ни, се молиме да ни дадеш сила,
да живееме посветено. Дай ни сила, Господи, да ја вршиме Твојата воља. Се молиме за нашиот народ, се молиме за Македонија, за властите во Македонија. Се молиме за власти кои ќе бидат угодни на Тебе, посветени, покорни, со страв, почит на Тебе, за да носат решение и да го водат овој народ во страв пред Тебе, со одговорност. Се молиме за црквата, за служителите, исто така да бидат богобојазливи, посветени, одговорни, да Ти да ја спасиш Македонија, да ја донесеш во Твоето царство на просперитет духовен, каде што нема да тоне во темнина, но ќе живе во светлина, во радост, во светост, во правда. Народ спасен од корупција, од суеверие, спасен од тонењето во темнината, во безнадежноста. Ние се молиме, Господи, да не направиш народ кој се издига во Твоето царство. Се молиме, Татко Небесен, бидејќи си добар, семокен и покажуваш милост и благодат кон оние кои се надеваат на Тебе. Во Христос